Господин Тренов, поднесохте иницијатива за распуштање на собранието, претходно ги поднесохте повторно законите за специјално јавно обвинителство изменети. Зашто ја поднесохте иницијативата? Сметате ли дека законите на СЕО сепак не можат да бидат изгласани во собранието? Добро, прво имаше веќе најави дека нема да се распушти парламентот на 12 октомври и сметав дека има доволно време да се отвори комисијска расправа, потоа да се одржи пленарна седница, на која што тие што сме предлагачи на овие два закона ќе можеме да ги презентираме сите наши аргументи, факти, со цел и експертската јавност да се вклучи медиумите, за да се направи практично своевиден притисок над парламентот, на парламентарното мнозинство и да ги поддржа законските промени. Значи, со овие промени прво се обезбедува јавниот обвинител да користи заштитени сведоци, без да се шири кругот на лицата што ќе бидат информирани за идентитетот на заштитениот сведок. Второ, се обезбедува 12 месеци за водење на истрага против лицата за кои што води постапка специјалното јавно обвинителство. Затоа што во кривичниот законник застареноста е дефинирана. За тешки кривични дела тоа е многу подолг период, 10, 15 или 20 години, кога настанува апсолутна застареност. Не може со закон за работа на обвинителството да го лимитирате отпочнувањето на постапката на 18 месеци. Така да мислам дека сосема логични се, разумни се, издржани се предлозите и на овој начин парламентот наместо да попречува правдата, да спречува правдата институционално, парламентот ќе обезбедеше услови да се создадат законски рамки за поефикасна работа на специјалното јавно обвинителство. Дополнително, како партија, ние имаме подготвен уште еден амандман на законот за работа на специјално јавно обвинителство. Тоа е да се предвиди кривично дело спречување на правда. Тоа значи дека секој нешто недоставува информации или не знам, или на друг начин ја спречува работата, да биде предвидена казна од најмалку 5 години затвор. Со тоа што предлагаме специјалното јавно обвинителство екс официо, тоа да презема гонење на тие што го попречат во неговата работа. На тој начин ќе се заокружеше комплетно еден систем кој ќе обезбедува услови за непречена работа на специјалното јавно обвинителство и сите оние што ги кршели изборните правила, масовно прислушувале или пак се стекнале со капитал на криминален начин, да се соочат со лицето на правдата. Тоа е интенцијата. Сега, на 5 ги поднесоме вие предлози, на 5 октомври, денеска сме 13, се уште председател на парламентот не ги стави на дневен ред. Денеска јас предложив промена на дневниот ред, предложив двата закона да бидат ставени на денешната седница, со што ќе се создадеат деловнички услови да започне расправа во комисиите. И на тоа мислам дека се работи за организирана обструкција, но добро е денеска што и ДУИ, и ДПА, и независни пратеници поддржа да бидат сепак ставени на дневен ред. Тоа значи дека ВМРО ДПМН останува единствена партија која ја попречува работата на специјалното јавно обвинителство. Тие ги контролираат институциите и затоа не сака да создадат услови за соработка или за законска обврска да соработуваат сите државни институции со специјалното јавно обвинителство. Да, но што доколку Уставниот суд сепак реши да го укине специјалното јавно обвинителство, тогаш што би било? Ќе има тогаш немири со несогледливи последици. Ако се случи тоа, Уставниот суд да ја укине единствената институција која што има 70% поддршка од граѓаните, мислам дека тоа ќе биде една крупна грешка, огромна грешка и таа нема да остане без рефлексии на вкупните состојби во државата. Тогаш, ако се направи тоа, тоа значи дека се работи за стратегија да се одложат изборите. Ќе има многу протести, ќе има турбуленции во државата и сигурно дека тоа ќе има последици на вкупниот амбиент и нема да има услови за избори. Кога веќе спомнавте одложување на изборите, вчера во ваша изјава вие велите дека имате сознание дека ВМРО ДПМН, СДСМ и другите и албанските партии се договориле да нема избори на 11 декември. Значи кружат такви информации, тоа мислам дека е врзано за рейтинг на политичките партии. Првенствено мислам дека ДУИ по секоја цена настојува да најде
оправдување зошто би се одлагали изборите. Тоа е поради нискиот рейтинг што го има, но исто така анализите покажуваат и ВМРО ДПМН стагнира со рейтингот и затоа тие барат начин заедно како да тој процес да го изменаџират и веројатно тие информации се кружат и до СДСМ. Според мене нема никакво оправдување СДСМ или друга опозициона партија да бара или да се сложи за одлагане изборите. Тука има еден клучен фактор што е битен. Странските представници сите настојуваат по секоја цена да имаме избори на 11 декември. Значи тие не остават резерва дека може да се договорат партиите. И тој притисок веројатно ќе продолжи, затоа што во интерес на Република Македонија, во интерес на граѓаните да се променат состојбите. Ова севкупна политичка, економска и вкупна криза предолго трае. Агонијата треба да ја прекинеме и се разбира дека ако има избори на 11 декември и се очекуваат промени, да има промени на власта, тоа ќе биде почеток за отварање на перспективите за Република Македонија. Инаку, дали има идеи, кружат такви идеи за одлагане изборите, но лично мој став и на партијата на Демократски сојуз дека избори треба да има на 11 декември. Но сигурно треба да бидеме внимателни, затоа што ако започне процес повторно на кршење изборните правила, ако повторно се активират креирани гласачи, гласање за тие што се надвор, или пак што има најголема опасност да се купуваат гласови, затоа што партиите на власт се мокни, финансиски мокни, натаму продолжат притисоците на администрацијата, на вработените во јавните предпријатија, тоа сигурно може да создаде еден амбиент кој што нема да резултира со кредибилни избори и дека тогаш можно е повторно да не бидат признаени изборите и кризата да продолжи. Сметате ли дека власта преку Уставниот суд сака да го укине специјално давно обвинителство за да го нема воопшто обвинителството со цел да немаат казни или тоа има само за да ги одложат изборите? Јас сметам дека нема услови да се укине специјално јавно обвинителство, затоа што отпорот што ќе се создаде кај граѓаните е огромен. Дополнително од гаранторите на прженскиот договор процес исто така притискаат ова обвинителство да не се укинува. Имаше шанса Уставниот суд досега, дури нормално функционираше парламентот, ако има некои одредби што не се во соглас со Уставот, да ги укине и парламентот да отвори расправа согласно договорот во рок од 5 дена да се направат промените, се со цел тоа да продолжи. Замислите сега ако се укине специјално јавно обвинителство и сите постапки да бидат блокирани или пак да не можат да продолжат. Мислам дека тоа би било огромно. Се бавнешните избори велат дека тоа би се направило кога ќе се распушти собранието, со цел да не може собранието. Тогаш граѓаните ќе излезат на улица и мислам дека последиците ќе ги сноси владеачката партија ВМРО ДПМН, бидејќи таа има контрола над работата на Уставниот суд. Уставниот суд е партиски испостава. Мнозинството од суди во тој суд се директно под влијание, под контрола на ВМРО ДПМН и дел под контрола на ДУИ. Ако таква одлука се донесе, тоа значи ја преземат одговорноста за се она што може да се случи во Република Македонија. Не би сакал да предвидам се што може да се случи, но граѓаните тогаш ќе излезат на улица и нема да се повлечат се дури не се создадат услови за да продолжи и да работи специјално јавно обвинителство, но и целата власт да се повлече. Мислам дека како Демократска партија се залагаме да има промени на регуларни избори и тоа ќе се случи на 11 декември. Сите други опции се поразителни за Македонија. Докаде се подготовките за десниот блок кој што се најава веќе долго? Демократскиот сојуз иницираше формирање на коалиција и таа коалиција формиравме за промени и правда. Тука се Демократскиот сојуз, Фродем, Демос, МОРО, Работничка партија. Веќе во финална фаза се разговорите со ВМРО Народна партија, Обединети за Македонија, Достоинство и некои други граѓански движења, некакви групи, групации,
поединци, експерти кои што сакат да се вклучат да го поддржат овој политички блок, оваа трета политичка сила. Развлекувањето е од едноставни причини, бидејќи се уште лебди датумот на одржување изборите. Но ако добиеме гаранција дека ќе има избори на 11 декември, тогаш во текот на следната недела ќе има јавна промоција на коалицијата за промени и правда, во која што ќе се вклучат и новите политички субјекти.